имено денес најавивте и во пракса ја реализирате таа работа, дека решите да блокирате закон во Собранието на Република Македонија. Би сакал да ви честитам на таа демократска придобивка која што решивте да направите во Собрание. И само да ве предупредам дека еден ден на ваша среќа можеби ќе се променат работите и ќе бидете власт и тогаш не знаете какви сме во опозиција. Сме биле еднаш, ама знаеме да видиме многу пожестоки од тоа што сме биле. Така што би сакал да ве предупредам како ќе функционирате во моментите кога ќе сакате да владеете со оваа држава. Тоа е прва работа. Втора работа, би сакал да информирам македонската јавност, имав и пресконференција за тоа, дека блокирате закон за кредитно задолжување од страна на Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, кој што се однесува на граѓаните на Република Македонија и со тоа директно сакате да не овозможите 50 милиони долари, односно 38,7 милиони евра да стигнат во македонската држава и во македонските семејства. Сакал да ја прашам како ќе им погледнете во очи на сите оние на кои што се наменети овие средства. Во исто време, би сакал да потенцирам она што е дел од законот, а што вие не го потенцирате одека зборувате на сите теми, само не на таа која што е. Прво, Република Македонија е четврта најмалку задолжена држава во Европа. Четврта најмалку задолжена држава во Европа. Втора работа, со блокадата на овој закон, јасна е намерата дека ќе блокирате или сакате да блокирате буџетот, кој што е најразвоен буџет во историјата на Македонија и во кој што се предвидуваат изградба на патишта, болници, училишта, пруги, здравствени центри, водоводни мрежи, канализациони мрежи и така натака. Понатака, Светска банка никогаш не дава кредит на држава ако смета дека таа држава не е во можност да го врати кредитот. Број 1 или број 2 ако не ги исполнува условите. И сакам да ја прашам директно и отворено. Толку ли ви е страв за престојните локални избори, што сакате да ја блокирате државата со тоа што оваа држава нема да има буџет и нема да може да ја користи средствата од Светска банка? Толку ли злоба има во вас? Толку ли вака желба има за проблеми правење во оваа држава? Заради интерес на граѓаните, ви сакал да ги прочитам одредбите по кои што е дадено ова кредитно задолжување. Значи, вели, за нема манипулација со јавноста. Тоа го има и ги повикувам граѓаните да отворат на веб страна на Собранието на Република Македонија. Секој закон излегува на собранија.мк, значи ги повикувам граѓаните да го отворат законот и да го прочитаат, за да не ги манипулира пратеничката група на СДСМ по наредба на Бранко Црвенковски во страф од пораз на локални избори и да го прочитаат и НСДП, се извинувам Горан, значи да не те заборавам, Горан Мисовски се јави и НСДП, да го прочитаат законот и да видат точно за што се работи. Ја ќе прочитам делови од оцените за состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причини за донесување на закон. Првиот програмски заем за развојни политики за конкурентност од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка ќе биде доделен на Република Македонија во износ од 38,7 милиони евра, еквивалент на 50 милиони американски долари, и истиот се очекува да биде повлечен во една транша до крајот на 2012. СДСМ сака да не биде повлечен. Чи СДСМ оди против одлуката на бордот на директори на Светска банка, заради тоа што во СДСМ има поголеми економски авторитети од бордот на директори на Светска банка, кој што ги бира најдобрите економисти во светот. И би сакал да ви честитам, и би сакал да ги замолам од локалната канцеларија на Светска банка во Скопје да ја гледат оваа седница и да ве препорачаат за борд на директори. Маријанче, може председател да биде на борд на директори на Светска банка. Клучни активности кои што ќе се поддржат со овој заем се поделени во 4 области. И тоа, број 1, развој на производство со висока додадена вредност. Значи, број 1 за кој што ќе се трошат парите е развој на производство со висока додадена вредност. Висока додадена вредност значи производство кое што генерира дополнителен развој. Тоа е прва работа што ќе се финансира. Втора клучна активност која што ќе се поддржи со овој заем е олеснување на преструктурирање на земјоделскиот сектор. Че сакам да ги известам земјоделците дека СДСМ сака да блокира средства со кои што тие ќе можат да се преструктурираат. Господа земјоделци, како што СДСМ ви даваше 6 милиони евра вкупно за субвенции, а ние ви даваме 135 милиони евра, така сега СДСМ
сака да ви ги блокира средствата од Светска банка за преструктурирање на земјоделскиот сектор и сакам да ве прашам отворено, дали тие што сте членови на СДСМ и такви взимаат субвенции, и фала Богу треба да взимаат, нема да учествувате во преструктурирањето на вашиот земјоделски сектор, заради тоа што пратеничката група на СДСМ реши да работи против Република Македонија. Трета клучна активност во која што ќе се подржи, е подобрување на ефикасноста на услугите на трговската логистика. Значи, откако нешто ќе се произведе, треба да се продаде. Си сакам да ги известам производителите во оваа држава, дали произведуваат машини, дали земјоделски производи произведуваат, дали храна, дека СДСМ сака нивните производи да не се продаваат. И четврта работа за која што ќе се трошат овие средства е воспоставување на флексибилност на пазарот на труд, развој на вештини и иновација. Почитувани млади студенти, кои што завршувате факултет и сакате да сте иновативни, например, на електро, на технички, на земјоделски и на останатите факултети, нема да бидете иновативни, заради тоа што СДСМ реши $50 милиони да ви скрати. Почитувани учесници на пазарот на труд, кои што сакате да се преструктурирате, заради тоа што, например, вашата гранка изумира и сакате да... Не, вас вие смешно, вие имате $100 милиони дома во компанијата, смешно вие. Проблем е кај луѓе што не можат да се финансираат. На Мак Метал е смешно, знам дека е смешно. Понатака, би сакал да ги информирам, оние кои што сакаат да се преструктурираат од гранка која што им изумира, во гранка во која што би можели да најдат своја работа, дека нема да можат да го направат тоа, при тоа што СДСМ реши да блокира. Во исто време, би сакал да ги информирам пензионерите, дека предлогот кој што го поднесе ВМРО-ДПМН за зголемување на 5% на нивната пензија, не може да се реализира, заради тоа што на исти начин како што се блокира овој закон во оваа комисија, решија СДСМ да блокираат уште еден закон во Комисијата за труд и социјална политика, надевајќи се дека луѓето се глупави и не разбираат и дека на изборите речат не гласаме за овие, туку ќе гласаме за овие кои што не блокираат. Предпоставувам, господа пензионери, дека предпоставувам, господа пензионери, дека СДСМ сака да ве врати во времето кога каснеа пензии, кога се кратеше 8% од пензиите, кога тие пензии не можеа да се исплатат заради тоа што бродот ќе потонеше. Исто така, почитувани граѓани, ви сакал да ве информирам дека, тоа не го кажа колегата кој што зборуваше, во истиот овој вовет, и ве молам да го прочитате на веб страната на Собранието на Република Македонија, има услови кои владата на Република Македонија треба да ги исполни или ги исполнила за проектот да биде презентиран пред бордот на извршни директори на Светска банка, во кој што се дел од договорите за заем. Значи, доколку владата овие услови не ги исполнила, заем нема. И тоа го ценеле представници на 186 земји во Светска банка, кој што, благодарам господја Вировиќ, гласале едногласно, и го ценел бордот на директори на најврвните светски економисти. И сакам да прочитам што имаме направено за да добиеме овој кредит. Прво, усвојување на законот за изменување и дополнување на законот за технолошко-индустријски развојни зони, со кои на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и се дава законска надлежност да дава едношалтерски услуги за издавање на одобренија за градење и одобренија за употреба за објектите на корисникот на технолошката индустријска развојна зона, услуги за грижа на корисниците на технолошко-индустријските развојни зони и изначување на 3 члена во управниот одбор на дирекцијата кои што ќе представуваат приватниот сектор. Значи, подобрување на условите за инвестирање во технолошко-индустријските развојни зони и тројца од приватниот сектор. Прва придобивка од овој кредит. Втора работа, усвојување на стратегија за промоција на извоз. Значи, ние за да го добиеме кредитот мора да промовираме извоз, која што значи акционен план за програми за поддршка на извозниците, значи владата мора да има акционен план да ги поддржи извозниците. И второ, во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија да се основа вакво оделение. Втора придобивка. Трето, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да воспостави функционален
електронски систем за управување со земјиштето, во кој се опфатени сите договори за закуп на државно земјоделско земјиште. Значи електронски да се тели и да се управува земјиштето за да нема возможни злоупотреби кои што никој не може да ги негира, возможно е да се случат, електронски сега нема да може да се случува трета придобивка од законот. Четврта. Председател би сакал да ја замолам за тишина, ако може на чаша вода. Фала. Значи, четврта придобивка. Владата на Република Македонија да ја усвои повеќегодишната национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013-2017, чи не за избори во 2013, туку 4 годишна, во која барем 25% од средствата буџетирани за оваа програма се условени со придржување на корисниците кон кодот за добри земјоделски практики, значи кога напредуваме земјоделијата. И второ, изголемување на средствата алоцирани за структурни и инвестициони мерки на 25% од купните средства алоцирани за време трајање на програмата. Значи подобрување на земјоделието, затоа се обратив на земјоделците да им кажам дека ова нема да може да им се случи заради тоа што се само сака да не им се случи. Директорите на Светска банка велат дека треба да им се случи, пошто оцениле дека ги исполнуваме параметрите, сега само оценува дека не треба да им се случи заради тоа што се против своите граѓани, против својата држава. Услов 5. На Царинската управа да и се даде овластување за координација на инспекциите на различните инспекцијски органи на клучните гранични премини. Значи на клучните гранични премини да имаме поефикасни, како на пример овие последно кои што фатија 1 тон дрога или хероин, такви да има поеќе за да може помалку да се шверцува во оваа држава, за разлика од времето на ССМ. Еве гледаме сега низ Србија се отвараат тие дебати со Мишковиќ, со Беко, со Кертес кој што беше директор на ценината и така натака. Момир Булатовиќ си кажува отворено дека договарал со Бериша на исти начин да се шверца како што Милошевиќ договорил со овдека со СДСМ. Значи таква работа да нема, туку да има контрола на границите. Шеста работа. Царинската управа да отпочне да објавува квартални податоци за времето на чекање за завршување на царинските формалности и инспекциите на клучните гранични премини, значи се намали времето на чекање. Седма работа. Министерството за транспорт и врски да отпочне со дистрибуција на годишните ЦЕМ дозволи преку систем што им дава приоритет на возилата со Евро 4 и Евро 5 емисиони стандарди, значи имаме понови, поквалитетни и еколошки побезбедни возила. Осма работа. Усвојување на закон за изменување и дополнување. Председателе. Осма работа. Усвојување на закон за изменување и дополнување на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, со кој ќе се дефинираат невработените како активни баратели на работа и правилата според кои што се утврдува што се квалификува како активно барање на работа. Еднаш ќе сме начисто во оваа држава, кој сака да работи не може да најде работа, а кој само се пријавува на бирото за вработување. И едните имаат права и другите имаат права, ама треба да ги разграничиме. Деветти услов е усвојување на законот за изменување и дополнување на законот за вработување и работа на странци и законот за дополнување на законот за работа на странци, со кој што ќе се рационализираат постапките за издавање на визи и работни дозволи за странци, за например да немаме проблем во една многу позната, еве не сакам да ја споменам, компанија во Македонија да не можат да донесат работници кои што треба да ги обучуваат нашите работници, пошто ги немаат сите потребни знаења кои што ги имаат. Значи 9 услови ни поставила Светска банка, сме ги исполниле 9 услови, се подобруваме, оди државата напред, за тоа добиваме 50 милиони долари, односно 38,7 милиони евра и сега сам решава да ги блокирам. Ако вас ви се многу, нас и на граѓаните ни требаат. Ако вие имате вака во вашето обкружување 50 милиони долари, граѓаниве немаат 50 милиони долари. И сакам да ги информирам уште на граѓаните дека СДСМ реши да им блокира 50 милиони долари. 50 милиони долари, почитувани граѓани, нема да може да користите заради тоа што СДСМ реши да го блокира тоа. И уште една работа сакам да кажам. Овде можеме да зборуваме за што сакаме. Нема проблем. Собрани сме ќе дискутираме. Дајте да не им ги блокираме средства на граѓани. Че има избори, ќе не оценат не бива или не бива. Прва работа. Втора работа. Дај Боже, здрави и живи да сме. Ќе не победите еден ден. Еве сега тврдите, контролираме судство, обвинителство и така натака.
Све што си имате доказ, бујрум, процесурете го. Ама немојте заради еден-два случаи. Еве признам, да признаеме дека се такви. Не се такви, ама да речеме дека се такви. Немојте заради таа работа да им блокирате 50 милиони евра на граѓаните на Република Македонија. Прво, и втора работа, ве молам, немојте да блокирате буџетот на Република Македонија. Оваа држава треба да функционира и од 1 јануар 2013. Оваа држава треба да функционира и после 24 март кога ќе се одржат локалните избори. И без разлика кој е на власт и кој ќе е на власт. Овие средства се потребни на граѓаните на Република Македонија. Она што исто така сакам да ги информирам граѓаните на Република Македонија, за да нема забуни, е дека бордот на директори на Светска банка проценил не само дека сме капацитетни да го добиеме кредитот и да можеме да го вратиме, туку проценил дека ни дава 5 години грејс период. Значи, бордот на директори на Светска банка, помаливе економски експерти од СДСМ, оценуваат дека на оваа држава, која што е за нигде, која што пропаѓа, која што е задолжена според СДСМ, корумпирана, партизирана и така натака, треба да ја даде 5 години грејс период и 18 години период на враќање. Значи, бордот на директори на Светска банка верува во Македонија и во граѓаните на Македонија, СДСМ и НСДП не веруваат во граѓаните на Република Македонија и во државата Република Македонија. И јас, да бидам искрен, пред престојните локални избори, подобар подарок од овој не можевте ни дајете. Ви благодарам многу, сум искрен и директен, ви благодарам многу за оваа работа, заради тоа што ќе направиме се што е во наша можност, а во тоа сме добри, ова да стигне до секој дом, да е информиран секој граѓанин за оваа работа и да знаат со кого имаат работа и помеѓу кого го прават изборот. Пластично ќе им објасниме на граѓаните што правите, а ви благодарам што ни давате одлична можност за таа работа. Ова е партиски. Државно, ако сакаме да говориме, ве замолувам да ги повлечете амандманите, да го усвоиме законов, овде на комисија, односно членовите да го усвојат, јас не сум член, да оди во пленарна сала, да се усвои и таму. И да го разбијам најголемиот аргумент кој што го кажувате, најголемиот аргумент кој што го кажува СДСМ е дека овие пари ќе биле трошени за избори. Како што тоа било со 200 милиони. Те за ала Васко Ефтов. Значи, пред да почнете да се занимавате само со неколку новинари кои што ви дават совети, треба малце анализи да правите. Значи, нема тоа значи дека по вашава теза седат некои типови во Светска банка кои што не се економисти, не завршиле докторати во своите животи по економија, не се професори на видни универзитети, не воделе банки, не биле министри за финансии на своите држави, не биле по банкарски институции, не биле во меѓународни институции, туку тие се заљубени во владата на Никола Груевски и гледаат пред секој избори да ја дадат пари да обстане. Мое смешно е вака, да не слуша некој надвор државава, странец, ќе ми се смее вака, како да ви кажам. Че сакам, почитувани граѓани, да ви информирам дека во светот толкава завера нема. Уште помалце, завери никој не прави за Република Македонија. Никој не прави завери за Република Македонија за одредена влада да остане на власт или не. И втора работа која што сакам да ја кажам, поврзана со оваа теза. Ако кредит добиваш избори, или ако по ваше финансиски средства добива избори, па СДСМ немаше никогаш да падне од власт. Ја да ве подсетам, 98 година ВМРО дојде на власт од опозиција. 2006 година ВМРО дојде на власт од опозиција. Значи, да, 2006, и 98 и 2006, два пати имаме победено на избори. Значи, и 98 и 2006 година, и 98 и 2006 година, владата ја водеше СДСМ. Министер за финансии, дали Никола Поповски, дали Таки Фити, не е битно. Во еден или во друг временски период. Ако ви држи тезава која што ја кажувате, па вие никогаш немаше да изгубите избори. Сите пари кај вас беа, буџетот беше кај вас,
закони, особено во периодот од 98, кои што се неспоредливи со овие закони, и за избори, и за изборни правила, и за финансирање на политички партии, и за спроведување на јавни постапки. Па ја молам граѓаниве треба знаат до 98 година бре закон за јавни набавки немаше. Си купуваше фрчко слики кај сака, оди во ова галерија, ова е убава земја, колку треба ни јавен повик, ни електронска аукција, ни ништо. Електронска аукција се воведе во време на ВМРО-ДПМН. Вие електронска аукција немавте во ваше време. Си ги отваравте ковертите, ќе видите кој му одговара, ја Маринела ни одговара да добие тендер, извини Маринела, пример ти земам. На другиве им ги отвараме ковертите и викаме толку е најниска понуда, повели поднеси се. Сега оди на електронска аукција, треба да нема таква работа. Значи, главната ваша теза дека ВМРО-ДПМН ќе ги искористело овие пари за избори, паѓа на две тези. Првата теза е дека треба Светска банка, председателе на комисијата, да одлучи дека ВМРО треба да ги добие изборите, што е глупост пар екселанс. И втората теза е дека ако е така како што велите вие никогаш не може да изгубите избори. Избори се добиваат или се губат врз основа на тоа што граѓаните мислат за нас како политичари. А верувајте, ние ќе им кажеме што вие мислите за нив со тоа што им блокирате 50 милиони евро. Благодарам. Малку само.